Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во овој последен ден на отвореното Студио 1 на 1 ТВ со содржини кои што претпоставувам и се надевам веќе имавте прилика да ги слушнете во најавата која што во текот на целиот ден одеше на програмата на 1 ТВ. 19 часот, односно по 19 часот е резервиран термин во кој што вообичаено се обидуваме на оваа маса да имаме луѓе кои што или дебатираат или пак имаат нешто ново да кажат. Во најавата можете да слушнете дека ќе зборуваме повторно за една тема која што на иста во оваа маса, во исто ова студио ја третиравме пред нешто помалку од 1 месец, поточно на почетокот на овој тековен месец, кога зборувавме за тоа кој е вистински наследник на тестаментот на големата Есма Реџепова. Ова е месец во кој што навршуваат 2 години од незината смрт. После 2 години од незината смрт конечно беше направен и гробот и надгробниот споменик на големата Есма, но тоа што остана зад кулисите и се уште е тема на дискусија е незината оставинска постапка, поточно тестамент или тестаменти, колку што таа веројатно ги имала. Во првото издание, односно во првиот разговор, наша гостинка беше госпоѓата Зорана Костовска, председателка на Сдруженијето Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. Во тој разговор имавме прилика да слушнеме повеќе детали кои што ги слушнавме првпат. На некои од нив ќе се потсетиме во текот и на ова издание на Студио 1, но вечерва во студиото наши гости се адвокат Весна Тренковска Апостолски, добро вечер, и Џемел Реџепов, еден од внуците на големата Есма, внукот брат, така? Да, од брат. Да. Добро вечер и за вас. Ова е ваше прво појавување во јавност во однос на прашањето кое што веќе го кажав, за тоа кој е вистински наследник на имотот и делото на големата Есма. Весна, водите постапка. Така е. Внуците на Есма се вашите клиенти практично. Така е. А и не само тие, туку и тие луѓето кои што се внуци од семејството Теодосиевски. Така е. Кои се недоразбирањата? И што е тоа што вас, еве да кажам, ве провоцира да излезете во јавност и да ја кажете и вашата вистина? Прво добро вечер на вашите гледачи. Во однос на тоа што не испровоцира за да присуствуваме овде денеска е пред се гостувањето на Зорана, каде што јавно не прозва како наследниците на Есма, законските наследници, односно нејзините внуци, така и мене како нивни полномошник. Па би сакале да пред јавноста некои работи ги разграничиме, односно да вистината излезе на виделина. Во однос на тестаментите кои што ги има Есма оставено и во однос на законските наследници, неспорно е дека законски наследници на Есма Теодосиевска се незините внуци. По правото на представување нормално од незините браќа и сестри, бидејќи истата нема незини родени деца во текот на незиниот живот. Сега во однос на тестаменталното располагање, точно дека има 2 тестаменти, од кои што првиот е изјавена како волја на Есма да куќата во која што живеела припадне на Министерството за култура, односно на Република Македонија, а вториот тестамент е да авторските права припаднат на Симеон Атанасов. Но, бидејќи Зорана Костовска при своето излагање овде во вашата телевизија наведе дека таа била сведок, сакаме во јавноста да истакнеме дека покрај што таа била сведок при давањето на тестаментот од страна на Есма, бил сведок и друго лице, кој што не би сакала да го именувам сега со неговиот идентитет, но е предложен во текот на судската постапка, која што е поведена од наша страна да биде сведок, бидејќи ова лице тврди дека тестаментите кои што ги оставила Есма за време на незиниот живот пред нотарката Ивана Катевиновски не се оние тестаменти кои што по смртта на Есма беа отварани и беа прогласувани како отворени тестаменти, што значи дека постои во содржината, според нас, постои основано сомнение дека во содржината... Вие се борите тоа да го докажете? Да, покрај други работи и тоа. Добро. Кои се другите работи? Можеме веднаш да ги кажеме или... Па дел би можела да откриам на јавноста, бидејќи ова е прашање кој што ги интересира гледачите, се разбира. Прво би сакала да кажам дека во тестаментот Есма располага со целиот имот, односно со целата куќа и сите авторски права. Истите не може да ги располага целосно, бидејќи тие се стекнати во текот на бракот со Стево Теодосиевски. Половина од тие се имот кој што представува имот на Стево и кој што го наследуваат нормално неговата страна, неговото семејство, кој што исто така се наши странки и кои што се странки тужители во судската постапка. А друга страна е тоа што таа може само половина од имотот да го располага, односно тоа што како половина го има стекнато во брак и пола од
од половината на Стево. Така да во тој дел исто така имаме основ за поништување на тестаментите. Од страна на Зорана Костовска беше кажано дека ние сакаме да водиме војна со државата и со Министерство за култура. Тоа воопшто не е така. Но од друга страна па ниту се плашиме да поведеме судска постапка кога правдата сметаме дека е на наша страна и тоа јавно го кажуваме, немаме никаков проблем со тоа, бидејќи пред се тестаментот е една работа која што нели вели дека ЕСМА сакала да куќата остане на Министерството за култура, но во текот на оставинската постапка која што е поведена, морам да напоменам, од страна на законските наследници на ЕСМА, значи ниту хуманитарното здружение, ниту Министерството за култура ја поведе оваа оставинска постапка, ја поведовме ние. Во текот на целото траење на постапката, веќе година и пол, Министерство за култура не даде наследничка изјава дали се прифаќа за наследник на како тестаментален наследник на оставината или не. Во случај да Министерството за култура даде негативна наследничка изјава дека се откажува, односно не сака да биде наследник, законските наследници се оние кои што наследуваат имотот на Есма Реджепова. Така да сметаме дека ние апсолутно имаме право законско да поведеме судска постапка, па исходот ќе го знае јавноста кога ќе го има. Господин Реджепов, реков вие прв пат се појавувате во јавност да ја кажете својата приказна, иако весна е таа што дека нели најтечно ќе раскаже се што имате како процес. Ние во таа прва прилика кога зборувавме на истава тема, слушнавме дека семејството, поточно внуците, го имаат клучот од куќата, дека влегле во куќата и дека инвентарот вредни слики и така натаму исчезнале од куќата на ЕСМА. Имавме прилика да видиме и фотографии за тоа како тоа изгледа внатре. Исто така сметки неплатени за електрична енергија оставени пред вратата, се гледаше дека ги има повеќе, значи како никој со месеци да не поминал. Во таа своја изјава беше кажано дека внуците се тие кои што влегле и внатре разграбале се. Лака се, првенствено добро вечер на вашата телевизија, наша куќа. И поздравувам целиот колектив вашиот. Благодариме. Тоа како прво, значи околу сметките. Околу сметките, значи тие што беа, значи кога имав време, јас појдов таму, значи кога беше мојата сопруга во полиција, значи таму клучете се кај мене, да. Ама кога беше мојата сопруга кога игна во полиција, значи рекоа таму да немаме пристап. Пред тоа, значи, а што тврдат дека внатрешноста дека е празна, да. Значи, јас кога не идев нон-стоп да проверам што како е. Кога видов двете прозори се скршени, кога влегов внатре, само што отвори вратава, гледам вода на плошките, гледам радиаторите извазнени се. И да ти кажам, јас влегов, значи, со страв. Се качев горе, водите, вентилите ги затворив и ги викнам моите братучети, на тетка ми. Викам, дај што правиме сега, викам. Они покушале да влегаат унутра, викам. Ако оставиме, значи, се внатре, они ќе повторно ги дојдат, ќе направат хаос. Значи, дај ни тоа све да собираме и не сме, викам, мали брачети, ние сме скоро 10-12 души. И сите тие ствари што беа, значи, се на сигурно место. И архивски документи, и сите работи што постојат во куќава, све се на право место. Тоа значи дека тоа што беа нејзини награди, плакети и така натаму се е на сигурно, затоа што простро информација дека сите тие вредни работи се најдени во контейнер до куќата. Тоа е само нешто. Тоа е дезинформација. Ако сака некој човек да те наседне, тоа е само може да го направи Зорана. Добро. Да не продолжуваме ние сега со обвинувања да ја расчистиме работата. Тоа е целта на овој разговор. Јас ако би дозволите би сакала во овој дел да дополнам нешто. Согласно тестаментот, кој што е споменат тука во претходната емисија на оваа тема, на 2.2.2015 година, како извршител на тестаментот се наведува хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. На ова хуманитарно здружение председател е сега, а и тогаш била Зорана Костовска. Значи
таа како извршител на тестаментот, согласно законот за наследување, има обврска се додека трае оставината да се грижи за имотот кој што е предмет на оставина, значи да го одржува во нормална ситуација, во состојба, во исправна состојба, да ги плаќа сметките, да се грижи за одржување. Таму стоеше дека тој тестамент долго време не можел да биде отворен заради смртта на нотарката. Не е вистина, бидејќи тестаментот е отворен 12.4.2017 година. Така да многу брзо, од кога беше поведена оставинската постапка, пак наведувам од наша страна. Значи никој не направил обид да нешто се случува, освен ние како која е разликата во тој некаков прв тестамент и овој втор кој што велите дека не е ист со првиот кој што е реално отворен и кој што сега се процесира? Разликата не вака, значи има недоразбирање очигледно. Значи првиот тестамент, тој уствари е втор тестамент од 2.2.2015. На тој му претходи тестамент кој што е од 25.12.2014 година, каде што повторно се два. Која е разликата, прашувам? Во едниот е содржани само авторските права, а во другиот тестамент е куќата која што е во која што живеела Есма. Тоа е разликата. Но ние, односно сведокот кој што го имаме во текот на постапката и кој што беше бил сведок при составување на тестаментот, вели дека тестаментот за куќата не е ист оној кој што го составувала Есма. Тоа прашувам. Која е таа разлика? Што ја кажува сведокот? Тоа јас не можам да го кажам, тоа ќе го каже сведокот во текот на судската постапка. Така да тоа сега за сега не може. А има сериозни разлики? Па покажувањето на сведокот има, да. Освен тоа би сакала да споменам дека и во како е затворен тестаментот, обвивката, немаше жиг при отварање тестаментот. Јас бев лично присутна при составување на записникот, значи има многу недостатоци кои што само ни укажуваат на тоа дека тестаментите не се валидни. И уште една работа, во првиот тестамент кој што е од 25.12.2014 година, е содржана датумот на вториот тестамент, кој што никој не може да знае точно во кој датум ќе биде правен. Така да и тука постои сомнителност дека тестаментите нешто не се во ред. Дека нешто со нешто се покрива. Ете така, баш така. Во миговите кога семејството, внуците решаваат заради заштита на целиот имот кој е во куќата, да ги земат работите буквално во своји раце и не било да го распределат сликите, фустаните и така натаму да ги згрижат на сигурно. Дали тоа го прават во консултација со вас, со дозвола и така натаму, со оглед на тоа што официјалниот тестамент вели дека тоа е сопственост на Република Македонија? Така е. Значи со консултација наша и истото веднаш е пријавено во Министерството за внатрешни работи, односно Gmail, јас и неговата сопруга Санија дадовме изјава како едно вид на знаење на Министерството за внатрешни работи дека не се работи за никаква кражба или дека се одземени стварите или дека се фрлени или како што сака некој од лицава нели пред јавноста да укаже дека се случува. Значи сите ствари се складирани уредно и се чуваат уредно се додека не биде распределена и правосудно завршена оставинската постапка. Но Министерството за внатрешни работи е известено за ова, има записник за сите ствари кои што се складирани и кај кои наследници кои од стварите се наоѓаат. Така да точен попис има на тоа кој каде. И тоа пред да биде настанат пописот, односно пред да Зорана Костовска предложи попис на стварите. Тоа беше извршено бидејќи гледавме дека никој не се грижи освен законските наследници на Есма, за жал. Што е со делот од семејството Теодосиевски? Вие кажавте дека дури и да се сака, не може тоа да припадне и да биде се на Есма, вклучувајќи ги авторските права, затоа што се работи кои што се стекнати за време на бракот со Стево. Дали се појавува, а се појавува очигледно, но во која фаза се појавува семејството Теодосиевски? Па, семејството Теодосиевски се појавува во текот на судската постапка, бидејќи тие не можат да се појават во оставинската постапка, бидејќи не се законски наследници на Есма, а оставинската постапка пред нотарот Джеват Бучи се води за оставината на Есма Реджепова. Значи, тие се појавуваат како тужители заедно со законските наследници на Есма Реджепова во текот на судската постапка, во делот на тоа оспоруваат, односно бараат редуцирање на оставината на Есма, бидејќи дел од истата представува оставина на Стево Теодосиевски. Бидејќи кога ние извршивме увид, јас и мојата колешка која што работиме на предметот, Артена Исаине, извршивме увид во судскиот предмет каде што била водена оставината на Стево Теодосиевски и овдека не се повикани, значи да дадат своја наследничка изјава семејството на Стево Теодосиевски, него Есма била единствено повикана и таа се прогласила за целосен наследник, што законски не е така. И значи во тој дел бараме редуцирање на делот кој што би припаднал на Стево, односно на неговите законски наследници. Тоа представува 1/4 од вкупниот имот. Така, Джемел, колку ве има вас како внуци кои што се појавувате во постапката како можни наследници? Ока се, ние сме скоро од колку ве има? Се
Повеќе од 5? Не, повеќе. Кај повеќе од 5? Значи... Колку? 8. 8. Имате ли слога во ова што го барате и што сакате да го добиете? Да. Тоа значи конкретно значи како ќе одлучиме значи што ќе зборуваме сите заеднички се. Значи нема никој ни. Колку бевте вие лично присутен во животот на ЕСМА? Па да ти кажам, јас сум со ЕСМА, поготово јас со сите внуци, јас сум со незе од мали години. И до денеска исто со мојата сопруга. Значи ние бевме покрај незе и лево рамо и десно рамо. Дори таму ние спиевме, се што и требаше, бев јас и мојата сопруга и мојот син. Значи све што и требаше околу куќава, околу незе, значи кој идеше по концерти, значи бев јас со незе, но стоп. Зошто во јавноста стоеше тоа дека сега се појавуваат за можни наследници внуците кои што во текот на незиниот живот не ја ни гледале? Или тоа е целосна дезинформација? Знаеш што, секој мора да се избори. Што сака? Да. Ја би ви замолил, значи, и вашата куќа, слободно како што живееме јас, да прашуваат за мене на мој име и презиме, внукот на ЕСМА, значи, Джемо, дали беше со незе или не. Сега додека се води процесот, што се случува со куќата? Вака сега. Првенствено како нас не даде од полицијата, значи пристап да не идеме нагоре, од таа причина, не знам сега која телевизија која сликале, која снимале, треба вамо таму, значи ние сакаме тоа да го почитуваме. Да го почитуваме, ама не смеме да идеме, значи. Не смеете да придете. Да, и од таа причина ние така оставивме. А зошто е дадена забрана да се приде до куќата? Тоа не знаеме зашто е дадена забрана. Веројатно никој да не влегува, да не ја користи бидејќи Така е. Мене ми се чини дека во оваа фаза подобро е да се даде некому доверба, колку толку да се грижи, ама затоа законот предвидува и ЕСМА, веројатно, јас не сум ја познавала лично, но била многу паметна жена, таа оставила извршително тестамент. Тоа значи дека треба некој, односно хуманитарното здружение да се грижи и да ја одржува, бидејќи оставинската постапка може со години да трае. Ако е спорна ќе прекине, ќе не упати нотарот на спор, може да се расправаме и 10 години по судови, значи куќата за 10 години ќе пропадне. Затоа не за џабе законодавецот предвидел извршител на тестаментот, кој што во моментот го имаме, но истиот не ја почитува својата улога. Така. Јас тука ќе ви се заблагодарам на вашето гостување, се надевам дека нешто расчистивме, но ова се чини дека уште ќе трае, барем постапката, со оглед на тоа дека сте речиси на почеток, бидејќи судска постапка кога трае 2 години е на почеток. Така е, што туку почнавме. И трае многу долго. Ви благодарам уште еднаш. Сакате нешто да дадете? Да. Ние че имаме намера. Добро. За Зорана да ја пуштиме тужба. Зашто за некои клевети што не се тачни, ама тоа наскоро или после Нова година, она ќе очекува тужба и од мене. За клевета. Да. За некои работи, зашто Зорана, значи, не е член од фамилијата. Да, но била председател на Сдруженијето. Да, ама треба тоа што го видовме човекот. Ама треба да секој треба да си најде место, значи, дока имаш домет, а не да земаш залет. Без потреба. Ви благодарам уште еднаш, Весна Тренковска-Апостолски, Джемаил Реджепов. Ви благодарим и на вас. Ви благодарам уште еднаш. Ние тука правиме кратка пауза, затоа што веднаш потоа се вклучуваме на линк од една градска, би рекле, локација. Останете со нас да видите за што се работи. Сите ќе ви позакаат здравје и среќа. Ја ви посакувам и нешто парички. Чувајте, нервите ви требаат. Среќа на нова 2019. Денеска во студио 1 ќе гледате. Дали на Скопје му се заканува епидемија од морбили? Бројката од 15.000 невакцинирани деца во
Новогодишно интервју со првиот човек на македонската влада Зоран Заев. Отворено и непосредно за сите потези, очекувања, резултати, но пред се, кој е Заев приватно, кои се неговите предности и слабости. Колку човек се менува кога ја има премиерската функција, како се носат тешките одлуки и дали Заев успева да го врати животот во Македонија. Понеделник, 31 декември, 19 часот. Вечерва прв студиски граѓански форум. Нашите гледачи, сите сограѓани во улога на експерти на животот. Што мислат? Како да се промениме? Кои се приоритетите? Како ја преживеа 2018-та и какви се предизвиците што следат? Еден ТВ ќе го продлабочува медиумскиот и општествениот диалог како форма на разбирање и како модел на различноста на мислењата. Телевизиски форум со модерација на ЧОМ. Вечерва 21 часот. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. И на некоја минута пред 20 часот, како што веќе најавив, имаме линковско вклучување од градска локација, поточно од самиот центар на Скопје. Имено како наближуваат новогодишните празници, така секој град се обидува атмосферата во градот да ја дигне на едно завидно и весело ниво, за да граѓаните ја чувствуваат уште повеќе предновогодишната и новогодишната атмосфера. Така и оваа година Скопскиот плоштад, конкретно град Скопје, се погрижи да ни се случи Винтерленд, кој што е во многу убаво руво, би рекле, оваа година. На Винтерлендот во центарот на Скопје ја имаме колешката од забавната редакција Кристина Весич, која што овој пат има и соговорник. Кристина, добро вечер. Добро вечер, Анета. Ве поздравувам од најмагичното место во моментов во центарот на Скопје, Винтерленд 2018. Како што најавив, имаш соговорник. Нашата идеја и цел зошто сме вечерва во центарот на Скопје е поводот е секако програмата која што Винтерленд оваа година ја нуди на скопјани. Човекот кој што е до тебе, предпоставувам, најдобро може да ни каже што е тоа што скопјани можат да го гледаат и доживеат во наредниве неколку денови. Повели. Токму така, со мене го имам дел од одговорниот тим, односно портпаролот на град Скопје, господинот Валон Салиху, кој што се погрижи Винтерленд да изгледа оваа година како што изгледа. Добро вечер. Добро вечер на вас. Како сте задоволни од одзивот на Винтерленд 2018 до сега? Најпрвен добро дојдовте во Винтерленд, како што гледате има доста луѓе, многу е забавно. Од наша страна, следејќи ги социјалните медиуми, следејќи ги сликите кои што ги поставуваат луѓето низ социјалните медиуми, следејќи ја ситуацијата, следејќи ги продавачите од самите куќарки што се тука, добиваме информации дека е супер. Баш ка времето е ни случи деновиве, веруваме дека вака ќе биде до 31 ќе се забавуваме сите. Јас можам да ви потврдам дека атмосферата е одлична, веќе се чувствува ова предновогодишно лудило. Па ајде да ве прашам, господине Салиху, што е она кое што посетителите ќе може да го искусат во петок, сабота и недела? Значи да почнеме од вечерва, пошто најверојатно има луѓе кои што ќе дојдат и вечерва. Од 19:30 веќе почнато има надпревар по скулптури. Резултатите од надпреварот ќе се соопштат утре, а после тоа од 8 часот почнува пеце со брейкдаун,
Пет се знае да прави добри журки, така да ги поканувам сите граѓани кои што се у близина и сака да дојдат на топло вино и на добра музика. После тоа ќе ги забавуваат и Пеперминт, така да вечерва до 12 има журка. Ќе мора да гледам во распоредот, затоа што имаме доста ствари од утре до сабота. Значи, утре почнуваме во 6 часот со настап на средното училиште Орце Николов. После тоа од 19:30 до 20 е објавувањето на резултатите на добитниците од скулптурите на дрво. Во 20 часот ќе настапи одличниот бенд од Тетово Капурлат и после нив до 12 часот Скопјани ќе ги забавува Ѓоко Таневски. После тоа во сабота почнуваме порано, тамо некаде од 11 часот, почнуваме со хорот од средните училишта. Знаете, хорот си носи и своји блиски луѓе, сите што пеат тамо, така да обично тогаш е и фул и Винтерленд. После тоа од 12 имаме театар за млади, исто така имаме и улични забавувачи. Во 20 часот се појавува Дарио со неговите одлични хитови, кои што сите ги знаеме, и после него до 12 New Blue Trio. Во недела почнуваме со уличните забавувачи и дружење со Walt Disney маскотите, обично овие журки се за помладите. После тоа од 20 до 22 часот ќе пее Тафа со неговиот бенд, а после него супер журка со Тонизен. И доаѓаме во понеделник, значи ден која што сите ја очекуваме. Најлудата ноќ во годината, голем број од граѓаните ќе дојдат токму на градскиот плоштад, што вие ќе им понудите? Да, значи само да нагласам дека на 30 овој простор ќе мора малце да го прошириме, затоа што знаеме дека нема да ги собере сите луѓе, од едноставна причина затоа што таа вечер имаме одлични бендови. Значи вечерта ќе почне забавата во 21 часот со одличниот бенд од Косово, Овкестра. Мислам дека повеќето луѓе од Скопје ги имаат слушнато, затоа што настапува во повеќе фестивали, си прават ска-панк музика, баш е добра за играње и за загревање, затоа што следи после нив, а после нив следат феноменалните парни ваљак. Така да ја очекувам сите граѓани на 31 да дојдат тука, да фатат место порано, затоа што стварно мислам дека ќе биде преполно. Ви благодарам, господине Салиху, ви благодарам и за одличната програма која што ја нудите на нашиот град почнувајќи од 15 декември. Анета, дали имаме некој дополнително прашање? Јас сакам да поставам прашање и до тебе и до твојот соговорник со оглед на тоа што можеби не секој имал прилика да дојде на Винтерленд и да види што конкретно има се на Винтерленд, вака накусо да ни кажете од тоа што е содржина таму. Знам дека се продаваат и кафе, и греано вино, и вкусни крофни, но има и многу интересни штандови со уште поинтересни ракотворби, со зимски мотиви, нели? Да, секако имаме одлични качиња, буквално за од 7 до 77. Имаме прашање од студио. Што се може да се види во овие куќарки и да дојдеме, нели, дел од ракотворбите, да ги поканиме сите граѓани да дојдат и во тој дел малку да се вклучат на овој Винтерленд 2018. Значи, идејата на куќарките во Винтерленд доаѓа од тие стари тезги кои што сите ги знаеме во Скопје. Малце тој дух му фалеше на Скопје, така да решивме оваа година да ги поставиме куќарките. Тука негде е таа шема, значи има храна, има пиење, има подароци, има топло вино за на тие шеме по ладно овие денови, така да ги охрабрувам сите да дојдат, особено тие што сакат да купуваат поклони на најблиските, а уште не решиле што. Има доста за купување и за дружење од другата страна, така да подобро нека дојдат самите граѓани да видат, затоа што освен сето тоа што го нузат куќарките, имаме и одлични настапи во самиот стејс, така да мислам дека доста информации со овие, а другото ќе можат самите граѓани да дојдат да го видат. Поканата е отворена и за тебе, Анета, да дојдеш, да ни се приклучиш на Винтерленд 2018, бидејќи, како што кажа господинот Валон, има буквално за секој вкус по нешто. Така е, Кристина, мене ми е многу жал што иако сакавме ова вклучување со тебе да го имаме, а да те имаме тебе на лизгалки, бидејќи тоа го има на градскиот плоштад. Жал ми е, можеби ќе го оставиме за утре или за во сабота. Ви благодарам за ова јавување, поздрав до тебе и до твојот
својот соговорник, а секако овде некаде пред крајот на овој дел од отвореното студио 1 пред влез во главниот дневник за вечерва, само куса информација дека токму ние како телевизиска екипа ќе имаме и прилика и привилегија токму на 31 отвореното студио да го работиме од оваа иста локација што ја видовте пред малку, значи на 31 отвореното студио се од 14 часот па некаде до 21 со многу гости интересни содржини токму од градскиот плоштад во Скопје. Одиме на реклами па одиме и со содржините на главниот и централен дневник за вечерва. Останете со нас.